Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. 4 дена без Ивица, тој беше во странство, а тука во Македонија почна теории на заговор. Какви бе? Ние сме се скарале, емисијава ќе престанела да постои, веќе ќе не немало, работите кулминира вчера, но човекот доцна ноќеска слета во Скопје, не може да очекуваме дека ќе биде во форма да дојде во емисија, подлучивме да одмори. Ај среќа вчера што све не се кажа тука и среќа што не дое, да ти кажам. Може да дојде, мама добро. И ако не доев и ја, може да и подобро ќе беше. Малку бев преморен. Ама добро, може да дојдам. Предпоставам дека немаше да бидем интересен. И јас што дојдов вчера. Немаше да бидем интересен. Ивица, сега малци излезе ти out of the box. Да. Наречен бокс од Македонија, неколку дена надвор. Како ти се чини? Некако многу стивна бе кампањава? Види, пред кампањава си. Ајде вака да кажем, бев на еден форум кој што традиционално го организира Институтот на Унгарското министерство за надворешна политика. Се вика Будипештански балкански форум. Интересен е затоа што на едно место доаѓаат, ако можем така да кажем, и глобалистите и тие умерените суверенисти, па може да се добијат двете перспективи, значи и луѓе од Соединените американски држави, од Европската унија и од Централна Европа, од Балканот, секојаш има пресериозно учество. Оваа година темата беше така малку по-специфична, околу енергијата, енергетските текови беше политиката. Беше темата, меѓутоа покрај тоа се дискутира и сите овие работи поврзани што се меѓу другото од нас интерес европска интеграција и така натаму. Она што можем да кажеме дека малце се излитени фразите сега околу тоа со Европа и европската интеграција, затоа што веќе ми се чини дека никој од балканците не верува во приказките, ако можем да кажем, дека сега се очекува една конкретна акција и исто така мој впечаток е дека кандидатскиот статус за Украина, Молдавија и Грузија малце ги видоизмени работите и сега има и едно разочарување, има исто така едно очекување што ќе се случува во иднината. Се е ставено на пауза, се чекаат европските избори. На европските избори горе-долу резултатите се предпоставуваат, посебно после ова што се случува во Португалија, не знам дали го коментираше ти овие 4 дена. Значи во Португалија, да искоментираме, Португалија во неделата имаше избори. И тие што не ја знаат, Португалија е прилично една, како да речеме, левичарска земја. Значи таму и десницата нешто не личи многу на десница, ако можеме да кажеме така. Со 19%, скоро 20% и од гласови од пратеници влегува една нова партија која што се вика Шега, тоа на португалски значи доста. Значи доста, да. Као нели тогаш беше доста нели. Во Србија беше, мислам, доста е или како беше, да. Доста е било. Ова се национално популисти, интересен, каризматичен лидер кој што отцепен од ова традиционална десница. Традиционалната десница доби поише гласови, втори се социјалистите, што за нив е катастрофално, паднале на 30 гласови, 30%. За Португалија тоа е ненормално. Комунистите скоро да се во трагови, освен да не им се тие упориштата на југот, ќе исчезнат како политичка сила, така што види, ако Португалија, која што била пример за стабилност, кај што немало радикална десница, дојде до 20% за партијава, што останува сега за остатокот од Европа? И сега ме ти кажам, сите се во исчекување, најверојатно први ќе бидат оваа главна десница од, како се викаше, од Европскава народна партија. И потоа ќе биде малце шарено ширум Европа. Сега како тоа ќе се одрази на европската интеграција е прашање за $1,000,000. Ивица, друго прашање имам. Слободно. Знаеш, ние можеме да ги гледаме. Да, но види, нашите избори нормално не се таму. Ќе се вратиме подоцна на нашите избори. Ние можеме да ги следиме тенденциите и мораме да ги следиме тенденциите. Глобалните, мислиш, европски да. Пред се европските, сега глобалните толку. Па да исто тоа е. Овие импактот кон нас е многу директен и многу голем. За тоа што се случува во Европа. Сега тоа што се случува на Блиски Исток, да, е опасно за нас, но нема некој важен, реален, голем импут
Додека не стане. Додека не стане уште поголемо, исто тоа важи за Азија и така, па и Америките. Оно што е важно за овој момент е дека ние де факто имаме една ситуација во која во догледно време имаме заглавени европски интеграции не само за ние, нас. целиот регион. Целиот регион се доаѓа до истава фаза. Неделава по мене најзначен настан беше она резолуција на Сенатот на САД во однос на Македонија. Не, тоа расправа е повеќе ли добро. Океј. Може да се толкува тоа од повеќе перспективи, Ајде. но еве мене ми интересира твое мислење. Зошто за Сенатот, односно зошто за Соединетите Американски држави, паралелно видовме и неколку изјави на Ескобар, е толку стратешки важно ние брзо да влеземе во Европската унија како земја. Геостратешки. Абе, затоа што сме го дискутирале тоа. Значи, за земјите од Европа, интеграцијата во... Не, за Соединетите Американски држави зашто? Добро, Соединетите Американски држави се стожер, столб на еден глобален пол, на еден глобален круг. Тие беа неприкосновена светска сила, глобален хегемон, што тебе не ти се допаѓа терминот, меѓутоа тие го измислија, нивните научници тоа го зборуваат. Сега во моментов се, значи, стожер на тој западен пол, како што тие самите милуваат да го кажат. Се уште се во овој момент најмоќна светска сила. Никој не го спори тоа, меѓутоа не се толку неприкосновени кои што беа, да речеме, почетокот на 90-тите. Разликата е голема. Добро, почетокот на 90-тите дојде крајот на историјата кога се сруши источниот блок. И се врати се историјата, и тоа се врати со... За диалектички мора да се врати, без него... диалектиката као социјален феномен. Смешното е, покажа дека не само што не би дошло крајот, туку се врати со сета сила. Но да се вратиме сега. Значи, една земја, за да може да влезе во целиот тој, еве да го наречеме западен круг, има неколку точки кои што треба да ги изоди. Македонија ги има изодено до половина од патот. Ајде да видиме кои се точкиве. Значи, првата точка можеме да ја кажеме членство во Советот на Европа. Советот на Европа е нели во Страсбург една организација каде што се хармонизира европското законодавство, човековите права, Европскиот суд за човекови права и така натаму. Втората точка беше партнерство за мир, за во НАТО. Третата точка беше нели кандидатски статус за ЕУ. А потоа следната точка е членство во НАТО. После тоа доаѓа членство во ЕУ и на крај доаѓа членство во ОЕЦД. Отприлика така се заокружува тој круг. Сега, Соединетите Американски држави се заинтересирани сите земји во нивниот круг да се членки на овие организации што ги спомнав од неколку причини. Членството во НАТО ги врзува ние најосетливите делови, армија, војска, полиција, разузнавање и така натаму. Членство во ЕУ го шири тој единствениот пазар, кој што е еден од пазарите со кој што Соединетите Американски држави имаат најголема размена. И нормално во ОЕЦД има една хармонизација на прописите и така натаму. Така што од нивни национален интерес е тоа. Не само за Македонија, туку за сите земји што се наоѓаат во кругот на сојузници на Соединетите Американски држави да го доведат овој пат. Не било тоа така само за нас, така било за сите останати. Мене ми е, знаеш, што е, не разбирам што е, како се вика, што е проблемот, нели? Не, ја не гледам дека има проблем, туку едноставно да им објасниме на слушателите зошто е тоа важно за Америка. Оно што во овој момент останува да виси. Е тоа како по овие избори на кој резултатот неблагодарно е да го предвидуваме, неблагодарно е да се отпишуваат нели политичките субјекти, неблагодарно е да ги замислуваме барите на иднината, но и јасно е кој ќе победи. И на едните и на другите избори. Не е јасна каква ќе биде разликата, не е јасно што ќе донесе таа разлика, но јасно е кој ќе го има легитимитетот да биде и на влада на Македонија. Сега, нормално се е можно политика, ама работите се горе-долу, испитувањата на јавното мислење покажуваат. Ако имаш, знаеш тоа на калкуладилница, ако имаш 1,20 квота, победи Барселона. Види ги квотите што се за американските избори.
Слично. Затоа ти велам, нема да биде никакво. Ако се случи обратното, ќе биде изненадување. Оно што се уште виси е како по овие избори ние ќе се структурираме првенствено внатрешно и секундарно како ќе комуницираме со Европа со цел, нели, брза интеграција во Европската Унија. И дали работите уште повеќе ќе се радикализираат против наша полза, односно и ние и цел регион ќе бидеме уште позаглавени, или ќе се одглави целата ситуација. Тоа е оно што мене во овој момент ми е нејасно. Многу прашања постави тонка. Значи, ај прво да завршат европски избори. Да видиме како ќе завршат. Да се мислиш дека таму е првенствено фокусот? Па нормално дека е таму фокус. Никој не сака сега се загрозува резултат на избори. А таму како се квотите? Европската народна партија ќе биде водечка сила. Сигурно ќе им треба коалиција и со социјалистите и со либералите, како и досега. Ништо чудно да им треба коалиција со некои од овие партии од радикалнава десница кои што влегуваат во некои, како да речем, што личат по-нормално. Е така убаво кажа. Као Джорџа Мелони, Па не само Джорџа Мелони, и Орбан, значи тоа е кругот. Тие предпоставувам. Не, добро. Прво, според мене, самото излегување на Орбан од ЕПП и самата таа хировска битка на ЕПП против Орбан сега се покажува како огромна глупост. Затоа што, прво, Орбан не е никаков радикал. Значи, второ, Орбан не е никаков антиглобалист. Кај нас, знаеш, има некои смешки и на телевизија пробива тоа, но обично е во онлайн просторот, ама и се поише и на телевизија го има, кога ќе почнат да зборат глобалистите ова мислат, глобалистите она мислат. Извинете, господо, секогаш кога порачувате нешто од било кој сервис, од AliExpress, така, од Amazon, од било каде, вие сте глобалист. Секогаш кога користите интернет сте глобалист. Значи, престанете на глобализацијата да гледате како на еден лош феномен. Затоа што глобализацијата е во овој момент, во годините во кои ние живееме, благодарение на брзиот проток на стоки, услуги, информации и движење на луѓе, никогаш немало вака лесно, никогаш во историјата вие не сте можеле со 1500 денари да отидете до Лондон и назад, или до Берлин, или до Копенхаген, или до Осло. Тоа е придобивка на глобализацијата. Придобивка на глобализацијата што имате интернет кај да отидете. Да, иако веќе не е, значи веќе има некои повратни бранови, се мора да кажа. Затварање во блокови. Но абе види, и затварањето во блокови ти пак се глобални блокови. Знаеш? Добро, ама, значи далеку сме од она што и од оној ентузијазам што беше на времето, знаеш. Но суштината е дека ова функционира и ги прави нашите животи далеку подобри. Да се разбереме. Тоа што вие денес наместо да купувате кај тетка Мира која од пазарот, како се вика, од Благоевград ги шверцала у автобуса лиштата за да ги донесе и ги продава во Скопје, вие сега може да си порачате се онлайн и да ви стигне овде. Тоа што може ексклузивниве брендови низ Скопје што се продаваат по повисоки цени да си ги порачувате преку интернет и да ве чини многу поевтино. Тоа што може да читате рецепти за храна и да ги правите дома. Да, смешно е ова, но се е ова придобивка на глобализацијата. Вашиот подобар живот е придобивка на глобализацијата. И сега кога ќе седнете вие да зборувате против глобалистите, како да е тоа нешто лошо, ви сватите дека човештвото во моментов се комуницира многу подобро од било кога. Да, тешко е, да, има предизвици, да, најразличните држави си ги гледаат првенствено своите интереси, но глобализацијата престанете да ја нарекувате лош процес. Затоа што глобализацијата значи подобар живот за сите. Значи дека може ја да имам телефон Xiaomi, што е исто квалитетен како
неговата многу поскапа јапонска или американска варијанта. Така? Па тоа е проблемот сега, мисля че тоа е причината зашто малку се глобализацијата сега се преобмислува, затоа што додека беше тука мораме критика до нашите сојузници, додека Западот беше тој што беше доминантен, супер беше глобализацијата, одеднашка не е толку супер. Ама види, Не, фактот тоа види. Че фактот знаеш, одеднашка кога почна Кина, Индија и другиве да загрозуваат и да играат и да стануваат играчи, одеднашка ајде сега блокови, ама царини, добро, марини. тоа е, Значи, знаеш како полека, да ти нели? кажам, тоа е природен процес на одговор, но после одредено време вие сваќате дека уствари не одговарате така. Знаеш, затоа што вие кога ќе им ставите све царини, марини, све, кога вашиот продукт ќе стане невидлива, да го благослови Господ слободниот пазар. Вие кога ќе ставите све и кога тоа ќе зголеми цената на продуктот и кога продуктот ќе стане невозможен за продавање и широка достапност, вие сваќате дека сте направиле всушност грешка. Слободниот пазар е коректив на се. Лош е капитализмот можеби, но е системот кој најдобро функционира. И за едните и за другите. Имало историски процеси кои со глава низ зид оделе, но после се коригирале. Истото важи и за тие од исток, знаеш. Тие сега имаат друг проблем. Има огромен нели економски раст, доживеа раст на животниот стандард, БДП, ППП, Кина дојде на ниво да живее како балканска земја, што не е за подценување, пошто балканските земји се мали, а Кина е огромна, просечно живеат као нас и србите, обичните кинези. Сега тоа изгледа вака, па не, они сиромашни се, да, поредбено со Америка, Британија и така натаму, но кога толкава земја живее као нас, тоа е сериозно. Сега има друг проблем. Кога се качува животниот стандард, кога се качуваат очекувањата на народот, кога имаш се поголема средна класа, многу е потешко ти да ги држиш во еден авторитарен систем. Па сега имаат проблем од таа страна. И ќе им се раѓа дополнително. Друг проблем што ќе им се раѓа нив е дека се повеќе ќе има сензибилитет за човекови права, за работнички права. Има тоа. Кај нив има се поголем. Има и расправи, да. Да. Значи, нема да цветаат ружи кај нив. И исто, најголемиот економски индикатор. После одреден рад, вие мора да прифатите дека веќе нема да се развивате толку брзо и толку така што сите си имаат предизвици во оваа глобализација. Но има, ајде не користам навредив термин, но има луѓе кои веруваат дека глобализацијата е лоша. Има се. Алтернативата на тоа е да живеете во Бугарија у 70-ти. Не, види, ама Значи во Северна Кореја. И се случило, види, глобализацијата дали е реверзибилна сега, мораме да кажем. Значи, на пример, овој шокот после Втората светска војна, кога сите креваат царински бариери, ја руши таа. Значи, не само тоа, исто така Првата светска војна еден кажува како изгледа, можеме така да имаме, деглобализација. Нешто што забораваме, ние сега зборуваме колку сме биле ние нели, како се вика тоа, интегрирани и така натаму, меѓутоа забораваме на еден факт дека гранични премини нема некаде доке Првата светска војна. Нема гранични премини. Еве, Ориент експрес, кога читате од Агата Кристи. Ориент експрес тргнува од Истанбул до Париз иде, така. Прочитавте вие таму било каде во таа книга, застана од возов, да влезат, да проверат пасоши, да ставаат печати. Нема тоа. Значи, граничните премини се измислени во Првата светска војна кога доаѓа, кога тоа станува еден многу елабориран процес. Претходно протокот на нешта бил многу едноставен. Еве уште еден податок. Ама и пак бил многу помал, знаеш. Не, види. Пошто немало технологија. Кон крајот на 19 век, едно од нели, кон крајот на 19 век едно од најавторитарни престолнини на Европа бил Санкт Петерсбург. 6 полицајци има. 6 полицајци имало. Знаеш ли која е тоа разлика споредено со ова денеска? Ама изборуваме колку бил протокот на... Извини, кон крај на 19 век 80% од луѓето него напуштале местото од кое се родиле. Абе добро се. Да се разбереме. Значи, ама она што сакаме да кажеме дека е реверсибилна и неколку пати е покажано дека глобализацијата е реверсибилна. Факт е тоа.
Значи дали може да се повлече, може да се повлече. Сега за Македонија факт е дека европската интеграција е нешто што треба да се доработи, условно кажано. Златев ја објаснува глобализацијата многу вулгарно и плитко. Само првите два прста од медот, а тоа подолу од него чепка, а теглата е баш длабока, вели Зоки. Зоки, имаш право, пријателе, да бидеш против глобализацијата, само исклучи го интернетот на телефонот и деактивирај го твојот Facebook профил од кој во моментов ми коментираш. Зашо Facebook, знаеш, ако више си таков антиглобалист, као оние повикуваат од една политичка партија на Ребе, повикуваат, вика, ние ќе ги бойкотираме сите што се рекламираат на Канал 5 добро, па тогаш престанете телефон да користите, пошто сите мобилни оператори се на Канал 5. Значи, малку по-зрели треба да бидеме и да комуницираме малку по-реално на работите и да ги гледаме, престанете да ги гледате митовите малку, тие теории на заговор, поради кои впрочем Ивица баш би сакал из ова да за кои теории на заговор да дискутираме. Затоа се чудев како нашите интелектуалци студирале во Грац, во Виена, во Петроград. Да, студирале, но тие биле многу малку. Денес годишно во странство на добри универзитети од Македонија се запишуваат повеќе студенти од цела историја претходно што се запишувале, зборувам од 19 век, па дури и првата половина на 20-тиот. Не, за тоа си управа, дека на времето прво немало толку универзитети и немало толку луѓе што може се приуштат да пратат деца да студираат. Немало визи. Да, ама знаеш како? Немало визи, тоа е факт, дека немало визи, немало гранични премини, бил слободен проток. Ама не излегувале од своето село. Немало ни потреба, немало толку масовна, види, знаеш. И тоа малку е точно е малце попроточно што било, меѓутоа се уште не е толку човештвото како што пишуваме во тие книгите за глобализација толку мобилно, знаеш. Околу овие антиглобалистички теории што се шират, предничи на социјалните мрежи една глупост која ние ја живееме периодов, а тоа е она страшна и ужасна, според мене треба да биде и кривично дело, пропаганда против вакцинацијата. Добро, јасно е тоа, на друга да се разбереме. Во Скопје, во 2024 година, во Скопје и во Македонија, поради оваа луда пропаганда, се врати инфекција, магарешка кашлица, која е искоренета во 60-ти во Македонија. Да. Значи, замислете што направи? Ја мислам добро е што не се врати лечење на магарешка кашлица со млеко од магарица. Овако, знаеш дека тоа бил еден од традиционалните лекови. Но лошо е, во право си. Да не збори, колку што разбрав, добро е што засега полиото не е вратено. Па ќе се врати, мислам. Во Америка се врати, не знам дали знаеш. Исто такви. Во Америка се врати и тоа многу е лошо. Дури тоа е проблем на глобализацијата. Тоа е дека сите глупости во кои се верува овде се глобално измислени. Те се исто така глобален феномен. Да. Абе види се, таа вакцина од полио имала еден голем поддржувач, човек кој што е бил паталец, Франклин Делано Рузвелт, нели он заради тоа бил во количка и заради тоа бил еден голем промотор на тоа. Меѓутоа во антиваксерството придонесе кон тоа да се врати во Америка детска парализа, што е консеква здрава памет. А од друга страна е Индија или пак Бразил да прави невидени успеси во однос на вакцинацијата, затоа што сега таму се друга е, како се вика тоа, затоа што таму ако се заболат 1000 души, капацитетите на здравството, например, особено во Индија се многу помалки, изумрат. Види, од кога тие стана независни, со джиновски чекори ја подобриле ситуацијата.
Значи нема параметар во врска со здравството кој што денеска е полош отколку во Не, моментот. но сепак се Од огромна 48, земја, се да. огромни системи си Значи, малце проблем. 1948 година, кога заминуваат британците, одвратни се статистиките, сега далеку од тоа дека се извонредни, меѓутоа се драматично подобри по секој аспект. Значи, И замисли само да ти кажам, види, и тука една од критиките е добра, затоа што види, пазарот не е одговор на се. Пазарот кога ќе потврди се случуваат трагедии. Затоа постојат во светов социјални системи, пензиски системи и така натаму. Но глобализацијата покажува дека за некои работи можеби е потребен глобален одговор сега. Значи, на времето меѓу другото светот бил малце порасцепкан. И кога се правени државите биле тие кои што биле поголеми единици кои што успевале да се справат со потфрлањата на пазарот кои што се страшни. Сега најверојатно потребни се и глобални одговори за некои од тие потврлањата на пазарот, зашто на пример, ако ставиме на слободен пазар, ќе има еколошки стандарди никога. не беве за вакцинацијата збориме, Да. ако ставиме на слободен пазар, нема ма боже се. Да. Или Да. пак јавно здравство. Тој што може да плати. Секогаш да. сум за некаков Да. микс. Јас сум за слободен пазар. Па да не збориме о образование. Во делов Да. на овие макроекономски политики, во делот на богатството на народите, конкуренција и така натаму, на производство, на трговија, но кога зборуваме за работи кои се општо добро како Да. јавно здравство, јавно образование и така Тоа што е јавно добро, Тука Значи нема за јавно чочкање. добро нема што да збориме за слободен Да. пазар. Таму Да. слободниот пазар треба да биде впрегнат да помога во тоа колку што може. Па не само колку тоа, што дури треба. еве сега гледаме дека и енергијата и транспортот се јавно добро. Па добро, за енергијата не знам колку е јавно добро. Не бе, Има- автопат како може да биде приватен? Не, за авто. Да. Да. Добро, има и приватни по Америка, по Нема Германија. тоа. Нема. У Германија нема приватни авто. У Германија нема патари. Панесуваат приватно. Нема. нешто. У Германија нема такви работи. Исто овие далеководите може да се приватни? Се зависи. Не се, нема. Ако си го направи приватен, ќе да приватен. Да. Ти правеле, сето тоа е национализирано сега затоа што не може тебе приватник да ти каже дали можеш да влезеш или не можеш да влезеш. Исто како река. Ај са река ќе приватизираме. Не можеш да Не можеш. Тоа е јавно добро, да. Се согласувам сега. Тука дефиницијата, тука си идеолошките разлики околу тоа што е јавно добро, што не е. Ама добро. На пример телекомуникации не се јавно добро. Не се точно. Не Тоа се. е пример да збориме реално. Се согласувам. Не се. Но со тек на време може и ќе стане. Интернетот може да стане јавно добро, многу лесно. Суштината е дека тоа е филозофска една политичко-економска филозофска дебата, но суштината е дека не може да се функционира без државна регулација, особено еве во делов со вакцинациите. Тука, на пример, се гледа дека државната регулација е многу важна. СФРЈ како авторитарна, тоталитарна земја, во една недела, ајде сите, вариола вера, нема више. За колку време? 2 недели, месец дена, 3 месеци? Како Без разлика. Меѓутоа брзо е. А се случувало во демократски земји таква работа, сега знам. Ама не, значи, еве, Мислам дека во Италија дури има помош од американската војска доаѓаат во Наполи каде би било некоја. алтернативата на тоа е вас здравствените политики во земјата да ви ги водат инфлуенсерки од Инстаграм И образовните политики, види. и тогаш имате вие враќање на болест искоренета во 6. Значи јас не сум против приватно образование през се, но јавното образование е тука да го израмни полето, да може секој најсиромашниот да добие шанса за напредок во животот. Апсолутно. Така што тоа мора да постои и мора да биде достапно за секого. Факт е тоа. Ке критикуваме кога ќе има потврлања, ама мора да постои. Што е разлика? Јавно здравство, јавно образование. Кога има потврлање, како што ги има ке нас, ке зборуваме. Лошо е, Значи, вакво е, такво е. Ама дека мора да го има. Се. Европа и Велика Британија поради јавното образование денес се таква развиени како што се, да се разбереме. Додека не беше, па види, гледа кога Америка највеќе полетува после Втората светска војна, кога одеднашка работите стануваат поинакви. Значи, да се разбереме. Значи, особено мене тука британскиот модел ми е омилен. Уни немаат човече приватни универзитети. Имаат 2-3 кои се приватни непрофитни. Се друго е државен универзитет.
Се од прво до И последно. види, и кога Тачер тргна во приватизација, шо не пипна? Здравјето. Здравјето и универзитетите. Здравјето него И допре. универзитетите, да. Сега, нешто што она, сега гледам, пак национализираат железници. Има некои природни монополи сега. Как, нели? Така што модернизацијата си го прави своето. Секојаш ќе има и јавни приватни партнерства и, Да. и така натаму и тоа е се во ред. Но за некои работи мора да и веруваме на глобализацијата. А тоа дека без ова широко користење на добра, без ова светска поврзаност, ние ќе бидеме многу по ниска форма на битие, многу помалку образовани, многу помалку. Точно. Замислете, Тоа што види од зората на свежо денес, тоа клатното иде навака на така, навака на така, замисли навака на така. Димитар и Константин Миладинови да имале интернет. Знаеш, Абе, а не да идат тамо во некоја земја да идат по 4 месеци да патуваат до негде да стигнат, знаеш. Епа, технологијата си го прави Ево своето. за тоа ти добро. викам, замисли колку различно ќе било. Да одиме со едно Ајде. блокче на реклами и да се вратиме после на председателските кампањи, затоа што Стево го нема нигде. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Или сега баш ми кажуваат колегите некакво патриотско друштво ме напаѓало вчера затоа што сум бил антимакедонец. Добро се. Може сум антимакедонец. Може си се види, нема тука, не е исклучено тоа. Антимакедонец е секој оној кој не прифаќа дека е роден и дека живее во мултикултурна земја во која треба сите да се почитуваат. Нема земја што не е не мултикултурна и сега. Не, добро, Која земја не е зборуваме за мултикултурна? Ајде. вакво ниво на мултикултурализм. Ние имаме 30% луѓе со исламска вероисповест, имаме Да, имаме различни мајчини јазици сите ние, така ли е? да. Сето тоа си и види, и родени сме во таква земја, израстати сме, барем, ај ти не си, јас сум роден во уште посложена земја. Ако гледаме така, Така што околу тоа што е антимакедонец, би сакал да ви кажам дека не се мери македонштината врз база за тоа кој колку се удара во чука му и удара му грудима нашиме, што би рекол бившиот премиер Зоран Заев, туку македонштината се мери во тоа колку придонесувате за општеството, се мери за тоа колку усти храните, се мери македонштината во тоа колку го прави, например, колку ја чувате животната средина, колку е својата земја ја чувате. и на крајот Се на мери- криштата тоа е да. само еден аспект на нашиот идентитет. Да, и се мери македонштината врз база на тоа, нели, колку данок плаќате. Ја мислам дека како индивидуа персонален данок изминатите само лани имам платено повеќе од цело патриотско друштво данок. Сите да ги собереш тамо, имам ја повеќе придонесено за државата. И кога одат да се лечат во ова ужасно здравство, кога одат да учат, пошто се помлади во овие прилично така неквалитетни средни образование, неквалитетни универзитети, и тоа малку што го примаат поради таквите луѓе како мене. И треба малку да покажат почит кон различните ставови и да престанат со радикализмот кој го труе нашето општество и го става во една уште полоша ситуација од тоа што е. Една порака до нив. Ја немам некој комплекс да ме сакаат, ја имам среќата да имам кој да ме сака во животот. Не ми е потребна љубовта на широките народни маси. Добро. Ајде, одиме понатаму. Стево Пендаровски некако затај го нема. Да бе, стварно, кај сте? Направи тоа што направи, најави кандидатура и го снема. Вчера беше Гордана Силјановска Давкова на Телма и на крајот од емисијата кажа дека Стево Пендаровски одбил да учествува во овие прединтервјуа пред кампањата на телевизија Телма. А зошто? Не Има знам, некој толкување? Нема никакво толкување, само дека одбил. Тие ги повикуваат сите. Нели беше Ванковска, беше Максим, беше Силјановска, Јакимовски беше. Таравари
мислам дека и некој од албанскиве кандидати беше, но се уште одбива да отиде таму. Пак прашам, зашо не бил? Мислам, малце ми е чудно. Не знам. Мислам, во овој период на пред кампањата, нели се што се нуди треба да се прифати. Да. Што би рекле, нели, овие оберучки, нели, србите. И не, види, пази, малски настан, најчесто е партиски настан, еве, ќе се соберат 20 души, така. Меѓутоа, еве, гостување во Радио Лидер на Сабајле. Вие влагате во едно 40.000 домови. Влагате во едно 10.000 возила кои што кружат и нормално е дека поголемо има далеку поголемо влијание отколку митинг цел да се тера. Не знам дали ме разбираш што сакам да кажам, Липчо. Кај беше вчера да ги браниш кошаркарите во Чаир или сега ќе кажеш за тоа нешто? Осте се, ајде. Премногу високо ниво имам за навијачи да коментирам, извинете. Премногу школу имам завршено, книги имам прочитано премногу, свет имам видено премногу за да коментирам навивачи. Извинете. Премногу. Не ми е тоа ниту нивото. Добро, се има навивачи, има луѓе што си одат да уживаат во спорт, се да не генерализираме, нели, Липчо? Не бе, добро, ама сега да ти кажам. Веројатно за хулиганите ти мислиш, онака. Да, Да. И еве, ако сакате, еве ќе ви учинам, нема проблем. Тоа што биле нападнати кошаркарите на МЗТ во Чаир е примитивен национализам, Така е. екстремизам од албанска страна. И лошо е. И што се? И тоа е многу лошо. И што се? Нема да кажеме дека е лошо. И тоа е лошо исто како што е. Добро, немам видено некој обратен случај во изминатиот период, но тоа е доказ дека наместо да подпалуваме тензии, треба да седнеме и да живееме заедно. Да. Не е тоа потврда дека ние треба да се испотепаме со нив се. Ужасно е тоа што го направиле во Чаир. И тие во Чаир се екстремисти кои го направиле ова. Радикали, исто како оние екстремисти и радикали кои не можат да прифатат дека живеат во мултиетничка држава во која значителен дел од популацијата има Во која различно сме мешани, еве така да кажеме, доволно. Мешани, да. И нема ништо лошо. Ајде да се вратиме сега на кампањава. Значи не знам, ај објасни ми која е стратегијата да не се оди на Телма. И што има? Ова беше... Не, да те прашам, што има толку страшно на Телма? Кои се водители? Оливера Трајковска, значи искусен. Боби Христов, Огнен Санџаревич. Значи сите ни се другари, така? Сите ги познам, сега другари не, ама... Добро, некои ми се мене другари, еве можем да кажем. Или супер познаници, ама не гледам кај нив нешто опасно, не знам, ти гледаш нешто баш занатли луѓе кои што лепси вадат од тоа, нели, од новинарството, не сум видел дека кај нив имало некоја, нели, да дое некој па некоја тенденциозност, па едно па друго. Не сум. Кој да отиде кај нив, добро, ќе ги добија сите прашања, што треба да ги добија, ама чудно ми е, која е оваа стратегија се, некоја нова оваа? Чудно, сега, не знам, може ја грешам, ама мене ми е чудно. Види, очигледно е дека оваа кампања ќе биде многу, овој момент изгледа така, дека ќе биде многу валкана. Излегуваат... Тоа почна на така малце... Почна малце шашаво. И повеќе од шашаво почна. Но тоа е природно и очекувано, затоа што ако гледате историски, секогаш кога се случувала промена на власта, имало валкани кампањи. Секогаш. Па ти на кој помисли, зашто вчера, нели, да го дискутираме ја и ти у приватен муебето на 98 кога беше Цили и Љупчо. Секогаш, значи секогаш кога има промена на власта, тогаш имаш валкана кампања. 2000 и која беше после? Втора. Валкана кампања. Шеста, и таа беше весела. Весела беше поише од Валкана. Да, таа не беше толку валкан. Најмалку валкана помеѓу Валканите
и убедливо највалка на кампања оваа од 16-17. Таа беше одвратно. Одвратно валка на кампања. И секогаш кога имаш промена на власт, имаш една таква тенденција, така што мислам дека оваа кампања ќе биде исто така многу за никаде. Гадна. Да. Сакам да ја преспиам некако. Не можеш. Не можем. Колку имаш политичка емисија. Мора да имаш штета што имам политичка емисија. Не може да ја преспиеш и да сакаме не може да ја преспием. Да, иначе сакам да ја преспиам. Но ќе биде многу лоша. И тоа лоше до нивоа фамилии, до нивоа ниски удари, стари пријателства. Не, стари пријателства секогаш пукаат во кампања, да се разбереме. Не е тоа. Да, ама тука имаш сега една. Па го видовме нели и на свадба му били Хилари на Трамп. Па кампањата како испадна? Затоа ти викам. Ќе биде лоша кампањава, но се надеваме дека ќе излеземе од неа посилно. Дека преживееме, ѓевче. Да. Кој беше на американски филм, стар комичен филм кој кажува на дивиот запад некаде и вика Ли Марвин ли кој ли беше од тие глумци вика преживеав ова, преживеав она, преживеав златна треска и не само тоа, преживеав 5 председателски кампањи. Така да каже. Така што не сме само ние. Лоша ќе биде. Имаше изминатите денови една работа која искрено не сакам да ја коментирам. Не ми доликува. Едноставно и затоа ќе одмолчиш, добро. Ќе одмолчам. Има еден однос кон целава оваа работа неорганизиран прилично од нашето општество. Еве. Ќе биде многу лошо. Ќе биде многу лошо, но резултатот на крајот ќе биде тој кој нас како држава ќе ни ја проектира иднината. Вчера баш седев со еден колега грчки новинар, вели ајде нека дојат ВМРО на власт, нема што да работиме, вика, во однос на Македонија, вика. Знаеш колку сум се смејал? Зошто? Нема да имаат работа и по тоа. Ај се. Не, ке имаат сега дали ме разбираш, се користи името Северно, ВМРО нема да го користат. Па кој ќе се колнат, нема да кажуваат Северно. Па зашто, знаеш? Па сепак, ако си грчки новинар, тоа е интересна тема за работа. Првиот пат, вториот пат, третиот пат. Па после ќе се фата таблава, наблава, па ова вака било, тоа така било. Ке имаме, и тоа се така, по недела дена, тензии, таму тензии, знаеш, нив тоа им е забавно и интересно. Впрочем, новинарите си бараат работа. Легитимно. А ВМРО дефинитивно многу подобро ќе ги штити националните интереси од моменталнава структура. Дали економски ќе средат работа, треба да ги видиме. Ветуваат, но треба да ги видиме. Така. Дали ќе намалат корупцијата, ветуваат, но треба да ги видиме. Во делов на националните прашања, ветувале, не ветувале, знаеме кој им е мајндсетот и знаеме дека нема туку така да попушат, ќе се борат. Ке тераат, да. Таму ми се фикс, не знам како да ти кажам. За друго ќе видиме. И му ставаме просто. Ај прво да завршат изборите. Значи, без да не ги прогласуваме за победници. Па имам, види. 2 месеца има уште. Усвари, не се више ни 2 месеца. Месеци и поле. Па беа 2 месеци. Беа 2 месеци. Меѓутоа, не знам, јас она што сум вчудоневиден, дали затоа што заморивме сите овие години ова нестабилноста, посебно после локалните избори. Види, најлогичен термин за предвремени парламентарни избори беше после локалните избори. Дали ова мачење, ова агонија сите овие години предизвикува сега, јас сум чудоневиден, пази, на месеци пред изборите, гледаш нешто дека се случува? Вака сега, ако после локалните избори Зоран Заев се повлечеше и направеше избори. Сега имаше 37 до 40 пратени. Да. Значи, сега да бидеме искрени. Да бидеме искрени и доследни. И подобро за нив ке беше така. И подобро за нив. Тие купија колку? Година и пол? Да.
Така, година и пол купија. Толку? Дали и толку? Година и 2-3 месеци. Не бе, дали и толку? И на крај со двојка напред ќе завршат. Резултатот поради таа една година. Стратешки тотално промашување на СДСМ. А ВМРО ги молеше дај да одиме избори одма и така натаму, се сеќаваме на тоа. Да. И слично вака и Бучко се Бучко после локалните избори додеше во 2005 на избори, дури можеш да останеше на власт сега. Да бидеме искрени. Да. Значи ВМРО се уште не беше доконсолидирано. На врв беше ВМРО народна кога беа локалните избори. СДСМ беше тежок расцеп. ЛДП беше тежок расцеп, тогаш беше голема партија, нели, дом на Лиле Поповска, дури го собра еден огромен дел од патриотскиот глас. Значи тоа беа those were the days, my friend, нели, тоа беа времиња. Абе се е до проценката во политиката. Се е до проценката во политиката. Таа проценка некојаш може да те однесе во тежок ендек. Тие се нешто тако, можеме да ја кажеме, а? Да. Нешто се зачитавте? Да. Не, чекаме ве Љупчо нешто Не бе проверува гледам. телефонот, некој да не те бара. Не бе кој ќе ме бара. Да, биче интересантно. СДСМ очигледно одлучи да оди на една полоша Ај ова да варијанта. го фатили денојве дојка ја не бев тука ова со законов за среќа или уште не го истера? Шо ќе го фатиме, тоа е тоа се. Пак не функционира, шо е сега проблемот? Па не, затоа што вчера рекоа дека поминал. Сега она што на сите ни беше чудно, нели овој го врати Пендаровски. Поминал вика со 51 глас. Како може да помине без со 51 глас? Ајде да те прашам. Ама добро, може од тие закони каде што не треба. Ама не, ако председател ставил вето, мора да помине со надполовично мнозинство. Да сваќаш? Таа уставна за фраканција и вчера беше цел ден поминало, не поминало едно, ја не знам, неписменост елементарна. Сега кога враќа председател, независно како, претходно како било, мора да е. Значи идејата види зошто враќа председателот. Тој е свесен ако власта има мнозинство дека ќе помине законот, така. Меѓутоа уште еднаш ако можеме така да кажеме, добија ќотек од јавноста и од опозицијата, што не е малку. Значи, да, ако се злоупотребува ветото, ако земе председателот на седа става вето, тогаш е проблем. Затоа што тогаш се деградира својата позиција. Но идејата е кога ќе стави вето, повторно да пројде целиот циклус околу носењето на законот, опозицијата да има нешто да каже и така натаму, нели? Експертите, јавноста. И сега овие решија пак да го туркаат законот, вчера пуштија дека поминало. Како е можно да помине кога, нели? Малку неписмено се, не знам. Барем ја така мислам, може малку неписмено. Да. И продолжува гледам оваа агонија тисти со овие инвестиции со Митили Неос. Страшно е ова. Сега што се случува со таа работа? Абе инсистираат преку Леп Погачу и тоа инсистираат едно 5 души од СДС кои што се наоѓаат на разноразни позиции во властот. Цела академска заедница е против, цела експертска фела е против, дури и Дуи е против, ме разбираш? Овако. Дело Дуи. Не бе дело Дуи, Бектеши има јавна изјава, Бектеши и министер за економија помине ако е Дуи против. Министер за економија вика ја нема да дозволам, вика Окта да помине, вика под мој мандат во енергетика. Па добро, како слушаш вака и викаш и Дуи е против, како ќе го помине? Па пари себе Љупчо, некој треба да заработи. Значи некој некаде договорил, треба да земе некои провизии, светкаат очи од тие провизии, се замислуваат куќи, се замислуваат, не знам, банкарски сметки и така натаму и сега по секоја цена мора да помине. Добро, не е мала работа тоа се. Аме како не е добар кешанац за некој, знаеш. Не е мала, ама знаеш. Друго што има интересантно, нема бе друго, све ми е некако бајато, Бајато ти е? Као знаеш, после грип кога ти е сменет вкусот, ништо кога не ти е исто вкусно. Да ти грип, што те фати тебе? Па тоа грип беше изгледа тоа минатава недела и уште не можам вкусот да си го оправам. Освен за музика, тој вкус ми остана. Затоа слушајте 98 запирка 1. Сега нема бајата е работава,
а не чека таква безобразна кампања, тоа е невидено, така што ајде да се одмориме денес, Ивица, доста беше, а? О, чекај. Не треба да се одмараме. Чекај. Има Чекај. бисер. Да, има бисер. Значи, еве, ќе се заблагодарам на една наша колешка, зашто ми го праќа бисерот. Абе, го запомнивме, како се викаше новиот председател на собрание? За Истоко премиеров, нели? Јованчо Митревски. беше. Јованчо Митревски од Дур да го кажуваме- научиме ќе го сменате. од Добро? Струга. Добар и дечко. сега, пази сега, добар дечко. Бе, добар дечко, ама сега, добар дечко не е професија. И не е услов за председател на собрание. Сега, како ти кажа. Чекай да видам да не го утнавме, бе, да не е Јован. Јован мисли, че не е Митревски. Ај види. Председател на... Среќа имаме Google, чекай. Ајде да видам кој е. Може, талата... Јован Митревски. Јован Митревски. Митревски без В. Митревски. Сега вака. Тој вчера рекол дека е усвоен законот за игри за среќа. На седница. И денес код кабинетот негов има соопштение, Лјупчо ова ќе ти се допадне. Вели вака, колеги, за да нема забуни во однос на постапката на законот за игри на среќа и забавни игри, во трето читање ве информираме дека. 2 точки. И сега типично, кога видам вакво нешто, многу ме фаќа имајќи превид одлуката на Уставниот суд, управен број 115/219 од 14.5.2020 година, според која за да биде усвоен законот потребни се најмалку 61 глас за, при одлучувањето на законот за игри за среќа и забавни игри на 145-та седница законот доби поддршка од 51 глас за. Зашто не се исполнети условите за законот да биде усвоен и со тоа завршува процедурата по овој закон. Сега доаѓа драматичниот заплет. Констатацијата од страна на председателот на собранието при одлучувањето за законот за игри на среќа и забавни игри се однесуваше на мнозинството што е потребно за донесување на овој закон во редовна постапка. Значи денеска Стои се. Значи они не го изгласале, Не, а он констатира- рекол дека го изгласале. Ма председател на собрание, нели? И сега после вика, ама ја не реков дека Не, го кабинетот вика, изгласавме. нели? Не, изгласон законов, да. Да, ама председателот на собрание кога зборуваше таму не зборуваше за Као може да не зборуваш, кога за тоа се гласат за ќе рече fucking Нели е реков добро? за закон кој е вратен. Зашо се гласа? Ау. Ој Јован ќе биде може треба да остане уште некој период председател, легенда е. Да се посмееме. Мора да. Али да, ова е да. добро. Како беше она што се смеевме, нели, тази дупка не е дупка, нели, по бугарски вика. Значи, тој констатира дека бил донесен законот, а потоа неговиот кабинет вели не. Тој само сакаше да каже како се носи закон по редовна постапка, а законот не е донесен. Ова е да, како беше? Еј, знаеш дека се жалевме дека нема биографија? Старија? Да. А, На Википедија, чекај. ајде. Му дужиме на човекот, тогаш Шептен го направивме лом. Да се извиниме. Реално да се извиниме. Ајде, читай. Јован Митревски, 20 ноември 80 македонски политичар, 80 од мене помал. Браво. македонски политичар и економист. Во јануари 24 избран за председател на собранието на Македонија, на Северна Македонија, ве молам. Добро. Пошто на Википедија стајле Македонија. Добро. Живопис, Животопис, валјде. да. Животопис, да. Јован Митревски е роден 80 во Струга. Основното образование го завршува во родниот град, а средното образование во соседниот Охрид. Во 2004 година дипломира на економскиот факултет во Прилеп при Универзитетот Свети Климент Охридски од Добро. Битол. По дипломирањето работи како сметководител, а од 2007 година е професор по стручни економски предмети во Средно општинско училиште Нико Нестор во Струга. Митревски едно подруго е избран за пратеник во собранието од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на парламентарните во 14, 16, 20 во вториот и третиот мандат е координатор на пратеничката група. Добро. Значи, ајде да констатираме, завршил на Да. Климент Охридски во Прилеп, така? Да, и бил по дипломирањето прво работел како сметководител, после тоа бил професор во
по стручни економски предмети во средно, значи бил даскал. Добро е туба, работа е Иако ташо. поддаскалска партија е ВМРО, сега мора да признаеме. Стана. Не, уште од време Гоце Делчев, нели, Да чекай, не е Никола тоа. Карев и така натаму, све биле даскали тоа, така што Јованчо Митревски, Јован, се извинувам Јованчо што го викаме човеков, Јован Митревски, таа доктрина ја влече малце на кај СДСМ. Не знам, сега тоа се твои констатации. Она што јас ке кажам. Квалификуван да биде пратеник, мора да признаеме, не е лоша биографијата, ние например овде имаме огромна почит кон наставниците, кон професорите, кон учителите, како луѓе кои ја образуваат и не има кај да се врати во училиштето како професор или како му заврши политиката, тоа е убава работа што. И претпоставам дека единствено што се надевам дека на овој начин не се однесува пред учениците. Како бе? Добро бе, сега грешка се. Добро се. Да. Ние имаме еден професор кој ќе сгрешеше нешто, кој изведуваше некој работа у средно физика, мислам, не предаваше. И викаше, тоа е дечки, табла све трпи и ќе се забрише и ќе се го најде вистинското решение. Сега веројатно по таа филозофија и ова законов за игри со среќа. Знаеш она што ми заличи? Дедо ми каже на анегдота кога служил воен рок 48 година во Словенија и имале предавачи затоа што во војска, посебно во тоа време 48, сега мора да ги едуцираат. И предавачот излегува и вика на српски, нели, српско-хрватски, прави угол има 100 степени. Значи правиот агол има 100 степени. И неколку мина што се разбирале, на рака бе нема кај 90 степени има. Доста врска немате едно друго. И кјутат. Доаѓа утре дента предавачот. Кој каже вика дека правиот агол има 90 степени, се креваат овие рака уплашени му. Управо сте вика. Правиот агол има 90 степени, а водата врие на 100 степени. Така што, еве го, ова е сообштението на Митревски, знаеш, нека. Законот по редовна постапка така се усвојува, но овој закон не е усвоен. Добро е. Значи, нема врска, нов е Јован Митревски на ке му ја простиме оваа функцијата. грешка, ајде. Види, на крајот од денот, ова е лапсус грешка, затоа На крајот на краиштата да немој и ти веќе. не е усвоен, така што не е некоја грешка која граѓаните некако ги чини. Ама е убав мајта певе за насабајте. Да, но не направи се се работи за лапсус грешка, човекот е многу кратко на таа функција, ќе го разбереме, нели? И Да. тоа е тоа. Ние сме отворени За братска критика. да, за таква критика. Ајде да кажеме исто така дека на таа прославата на СДСМ најпристојно ти приде, си се поздравивте, си направивте му пристоен човек. Ви кажа вика ќе ви ја испратам биографијата и така натаму. Не ни ја испрати, ама еве кој да ја испратил. Да, исто има. Човекот си е на место, ми кажа баш кога разговаравме, кажеше како кога студирал, работел во исто време и така натаму. Браво. Значи Така треба. нема збор за него, за квалификациите. Со среќа нека му е сега малце нека припази зашо треба 50, зашо треба 60. Иако тоа мене исто ми е така нуклеарна физика вака кога го гледам. Како на кој степени вода врие? На кој степени вода врие и колкав е правиот агол. Правиот агол, почитувани слушатели, не знаеме колкав е, но знаеме дека нашата фреквенција е 98,1. Слушајте Лидер FM, најдобрата музика во Скопје. Читајте lider.mk, најдобриот информативен сајт во Македонија. Уживајте во денот, размислувајте слободно и тргнете се од предрасудите.